Добар ден на сите, почитуван градоначалник на општина Карпош, господин Јакимовски, почитувана пратеничка Калевска, почитуван директор на ТАФ Нежат Курт, почитувани изведувачи на работите, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес овде во општина Карпош сме присутни за да се увериме дека активностите на еден успешен и многу значаен проект за општина Карпош, меѓутоа и за градот Скопје, со кој што го подобруваме животот на граѓаните, а тоа е изградба на мостот Љубљанска, се одвиваат со добра динамика. На реализацијата на овој проект изведувачите неуморно работеа во изминатиот период од една година, за кој може слободно да кажеме дека работите се изведуваат според планот и дека конечното архитектонско решение на овој мост ќе добие своја финална форма до крајот на годината. Се надевам дека жителите на Карпош, меѓутоа и жителите на Ѓорче Петров и на сите овие населени места околу Вардар ќе уживаат во придобивките на модерна и безбедна патна инфраструктура која ја обезбедуваме на секаде каде што треба да се инвестира. Во наредните месеци ќе добиеме модерен мост во широчина од 24 метри со 4 коловозни ленти, како и пешачка и велосипедска патека од двете страни. Долната конструкција на мостот, како што сите може да се уверат, е веќе завршена. Моментално се работи на средишниот горен дел на мостот, чие што бетонирање и завршната конструкција е планирано да заврши во текот на идниот месец. Практично сите столбови и сите основни елементи на мостот се веќе завршени, а изведувачите во моментов работат на поставување на скелињата за изработка на горниот дел од мостот. За изведбата на градежните работи на мостот Љубљанска се задолжени преку програмата на владата и преку ТАФ програмата изведувачите кои што беа избрани, каде што имаме изведувачи и од земјата, меѓутоа и подизведувачи од Франција. Издвоени се над 6 милиони евра, а со мостот меѓусебно ќе се поврзат општините Карпош, Ѓорче Петров, Чаир, Бутел и Шуто Оризари преку другите сообраќајници кои што гравитираат кон овој мост. Мостот Љубљанска ќе ги заекне контактите помеѓу граѓаните, меѓутоа исто така ќе го направи и целиот овој дел кој што е тука зад нас многу поатрактивен за сопствениците, многу поатрактивен за инвеститорите, многу поатрактивен за стопанството и секако многу поатрактивен за граѓаните на градот Скопје и општините кои што ги набројав. До сега од ТАФ програмата се реализирани веќе 80% од сите проекти кои што беа предвидени и започнати и нивната изведба се одвива според планираното. Откупно 83 започнати проекти во вредност од 50 милиони евра, до денес се завршени 64 инфраструктурни проекти и тоа во различни општини во државата, од водоводи, канализации, патишта и улици, спортски сали, здравствени објекти, градинки, младиски центри и други објекти кои што се наменети исклучиво за потребите на граѓаните. Тековно, во моментов се работи на завршување на 19 проекти кои што преостануваат. Ние понатаму ќе продолжиме да ги поддржуваме сите овие проекти кои што се од локално значење, без разлика кој градоначалник од која политичка партија доаѓа, бидејќи сепак се работи за граѓаните и за подобрување на нивниот живот. Исто така преку програмите за рамномерен регионален развој, кој што е воден од страна на Министерството за локална самоуправа, по истите критериуми се инвестира во сите општини и за тоа може да се увериме преку посетите кои што ги прави министерот Пенов на сите општини каде што веќе се реализираат проектите од оваа програма и сакам да ги уверам сите граѓани дека владата во континуитет ќе продолжи токму на изградбата на овие инфраструктурни проекти и објекти значени за граѓаните. Ви благодарам на сите, голема благодарност до изведувачите, до ТАФ, до сите кои што работат на овој проект, благодарност до општината. Она што останува е градот Скопје да го заврши поврзувањето на мостот од двете страни, на едната страна пред нас со булеварот Илинденска и на другата страна од мостот, така да тоа е нешто што мора да биде направено исто кога ќе биде завршен и мостот, со оглед на тоа дека мостот секогаш представува едно целосно архитектонско градежно решение поврзано со целата инфраструктура која што оди заедно со овој мост кој што ќе биде изграден. И благодарам за сите уште еднаш.